Почитуван потпредседателе, почитуван заменик министер за здравство, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска на дневен ред го имаме предлог законот за изменување и дополнување на законот за лекови и медицински средства. Законот за лекови и медицински средства ги уредува лековите и медицинските средства за употреба во хуманата медицина и начинот за обезбедување на нивниот квалитет, начинот и постапките за нивно производство, ставањето во промет, формирањето на цени, контрола на квалитет и така натаму. Значи, широка лепеза на инструменти со кои агенцијата може да го регулира пазарот на лекови во Македонија. Со предложениот закон се вршат измени и во делот на одредбите кои се однесуваат на инспекцијскиот надзор и Комисијата за одредување на цените на лековите. Измени се прават понатаму и во делот на избор на директор и заменик директор на Агенцијата за лекови, кои со новите измени е предвидено наместо 5 години да има работно искуство од 6 години, што е можеби добра измена ако се земе предвид дека агенцијата треба да ја водат професионалци кои што имаат навистина високи познавања од област. Агенцијата во овие услови на кризна состојба треба да гарантира на граѓаните дека во нашата држава ќе има доволна количина на квалитетни лекови и вакцини против COVID-19 за сите граѓани, што за жал не е случај кај нас. Почитувани граѓани, главна мисија на Агенцијата за лекови треба да бидат националните интереси и пред се здравјето на граѓаните, кои треба да се обезбеди преку лековите и медицинските средства, преку имплементација на регулативата, надзорот и информирањето на стручната и поширока јавност. Дали Агенцијата за лекови успеа да ја оправда довербата, ако се земе во предвид недостигот на лекарства за третман на пациентите од ковид, високите цени на неопходните лекови и суплементи во аптеките, но исто така и со неможност на осигурениците да дојдат до здравствена услуга? Апсолутно не. Агенцијата воопшто не оправда оваа улога, така да директорот на Агенцијата за лекови е подеднакво одговорен, исто како и министерот за здравство, господинот Венко Филипче. Ако се оди на веб страната на Агенцијата за лекови, може да се прочитаат само штури соопштенија за јавноста и многу повеќе за промоција на директорот на агенцијата. Во делот на информации за COVID-19 на веб страната на Агенцијата за лекови стои дека се вакцинирани околу 15.000 граѓани, што само по себе представува показател за неспособноста на премиерот и министерот Филипче да обезбедат, тоест да купат доволен број на вакцини за имунизација на што е можно повеќе население. Само за споредба, процесот на имунизација на нашето население е на убедливо најниско ниво во регионот, па и во светот. Па така, во Република Србија се вакцинирани околу 2,7 милиони граѓани, Романија 3,3 милиони, Грција околу 2 милиони, Хрватска 530.000, Албанија 230.000 граѓани, Словенија 450.000 граѓани, Република Македонија 15.000 граѓани, од кои што еден мал дел се постари лица над 70 години и еден дел од здравствените работници. Исто така Агенцијата за лекови не се произнесе ниту по скандалот за масовно вакцинирање на македонските граѓани во Република Србија, што беше осудено дури од председателот како срам за државата. Како е возможно ниту еден од најодговорните во областа на здравството да не понесе одговорност за овој скандал? Срамота е граѓаните кои се честни, даночни обврзници и кои по 30 години плаќаат здравствено осигурување, да немаат пристојни услови за здравствена заштита во нашата држава и еднаков пристап во јавното здравство. Неспособноста на власта оди до таму што граѓаните се уште немаат можност за масовна имунизација. Министерот Филипче потврди дури во создавањето на услови за имунизација. Се чека денови селата Борис Трајковски да биде опремена како ковид центар. Повеќе од 7 дена, ако не се лажам, а за тој период споредбено почина 350 лица од COVID-19, што уште еднаш ја покажува неспособноста на министерот. Факт е дека здравствената заштита во Македонија станува луксус, што можат да си го дозволат само најбогатите. Па така премиерот Заев и министерот Филипче може да се луксузираат со хеликоптер, додека луѓе умираат поради ненавремена интервенција на институциите и неможност за брз транспорт до болниците. Држите се по точката од дневниот ред. Ке ве молам, држите се точката по дневниот ред. Ве опоменувам дека се држите на точката од дневниот ред. Тоа е моја задача. Ви благодарам, потпредседателе, цело време зборувам за законот за лекови.
Страшно е што брзо се забораваат ветувањата, како што беше она ветување за набавка на хеликоптери, со кои што пациентите ќе може за 15 минути да бидат транспортирани до болниците. Но изборите завршуваат, а со тоа и ветувањата. Понатаму со овој предлог закон, новина е тоа што за комисијата, која е надлежна за формирање на цената за лекот, се воведува нова функција секретар, кој што нема да биде нејзин член и кој се определува со решението за формирање на комисијата од редот на административни државни службеници Министерството за здравство. Од прилика ова би значило дополнително партиско ангажирање на добар партиски војник на власта кој ќе зема хонорар месечен со надоместок во висина од 35% од минималната плата. Исто така со овој закон се утврдуваат и хонорари за членовите на комисијата и тоа 70% од минималната плата. И додека ги лажете вработените во јавното здравство дека ќе добијат 5% покачување за вртовската плата, а кои што до ден денеска го немаат земено, денеска разговараме за закон со кој што се определуваат хонорари за членови на комисии и за партиски секретари. И кога сите очекуваат министерот за здравство и директорот на Агенцијата за лекови да се појават во јавноста со мерки и по примерот на нашиот сосед Република Србија да предложат хуманитарни мерки како пакети со витамини и минерали за сите ранливи групи граѓани кои се инфицирани од COVID-19, ние тука расправаме за хонорари и на членови на комисии. 1000 денари чини основен пакет на минерали и витамини за еден член. 4 членови, 4000 денари месечно. Паралелно со оваа пандемија ни се случува и пандемија од стрес и психолошко расстройство, што според најновите истражувања се јавува кај секој трет инфициран од корона. Понатаму, Министерството, Фондот за здравство и Агенцијата за лекови мораат итно и неодложно да ги ослободат осигурениците и да ги стават на позитивна листа лековите како Клексан, Ксерелто, понатаму крвна анализа, ЦРП, димери, антитела да се прават во сите лаборатории бесплатно. Граѓаните кои цел работен век плаќаат придонеси за здравствено осигурување, денеска не може да дојдат до квалитет бесплатна услуга. Се уште има недостаток на лекови, како што се Клексан во аптеките, па осигурениците мораат да плаќаат на црно или да наоѓаат замена за овој лек. Граѓаните очекуваат министерот да ги искористи законските можности и да ги ограничи цените, со што ќе го спречи грабежот кој се случува во аптеките и приватните лаборатории и болниците каде граѓаните буквално се ограбувани. За жал, ние сме сведоци дека министерот имал намера да наплати дебели провизии за набавка на вакцини од Кина преку Фантом, фирма од Хонг Конг, да набави вакцини по цена најмалку двојно повисока од реалната, а со тоа да направи и екстра профит врз грбот на народот. Токму затоа граѓаните се повеќе ја губат довербата кон системот. Според анкетата на МЦМС, 73,5% од граѓаните сметаат дека владата не реагирала навремено во набавка на вакцини и дека мерките биле ненавремени. Тоа е огромен број на луѓе кои што се разошарани од политиките на Зоран Заев и на оваа влада. Понатаму, мерките на Комисијата за заразни болести и министерот Филипче се партиски делегирани од страна на СДСМ и ДУИ. Факт е дека Комисијата за заразни болести не предложи рестриктивни мерки, затоа што требаше да се спроведе операција масовно гласање за единствениот кандидат Зоран Заев за претседател на СДСМ и да се спроведе коалициониот договор за попис во услови на пандемија. Експертите велат дека доколку се преземеа мерки кои што се презедоја пред 3 дена, ќе се спасеа многу животи и ќе се спречеше ширење на оваа зараза. Понатаму, според истата анкета на МЦМС, голем е бројот и на граѓани кои што со недоверба гледаат и на процесот на имунизација и на вакцинација. Токму тука сметам дека и улогата на Агенцијата за лекови, која што треба да одигра клучна улога за промовирање на потребата од целосна имунизација на населението. Но за жал таа активност не можеме да ја забележиме во реалноста. Едно јасно, само брза и масовна имунизација на населението може да го запре и да го намали трендот на ширење на вирусот, а особено бројот на смртни случаи кои што надмина 4000 лица. Понатаму во законот има измени на властување на фармацевскиот инспектор, каде што стои дека инспекторот составува записник за секој извршен надзор во кој констатира фактички утврдена состојба, се издава наредби на записник за итно и неодложно отстранување на утврдени недостатоци и така натаму. Во членот 11 се усогласуваат глобите согласно новиот закон за прекршоци, каде таксативно се наведуваат и измените за она скалесто одредување на глобите. На крајот,
на сите здравствени работници. Сакам да им се заблагодарам во мое лично име и во името на претедничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија за нивната жртва, затоа што го ризикуваат нивното здравје и нивните животи за да спасат живот. Благодарам.